Мафтање во воздух со калачки, удар на тапан, движења координирани до совршенство. Тоа се магичните игри на русалиите од село Секирник Струмичко. Ја представуваат традицијата долга повеќе од 50 векови. Русалиството има генеза потекло од исто место. Тоа е Бојмилскиот регион. Бојмилскиот регион се протега од Солун до устието на Бумир Капија. Но русалиите не се само фолклор. Кире Козаров ги проучува веќе 7 години. Науката пишува за русалиите и јас сретнав многу, скоро 22 автори од 14 земји. Мисијата на русалиите со текот на времето го измешала паганското со христијанското, па така борбата со злите духови, вештерки и караконџоли преминала во заштита на народот и промовирање на христијанството. Тоа биле внимателно одбрани војни, кои морале да полагаат одредени тестови пред да стапат во редот на русалии. Се заколнувале на верност и за време на 12-те некрстени денови почитувале своји закони, а особено заветот на Молк. Русалии во таква форма не постојат подалеку од нашите простори. Мислам на Македонија, Албанија, Грција, Бугарија и така натаму, односно пратат ковината на нашите русалии. Средбата на две русалијски групи значела борба до крв, зашто русалиите не знаеле дали станува збор за живи луѓе или духови преоблечени во русалии. Молкум се бореле до смрт. Мртвите се закопувале на местото на борбата, а гробовите се означувале со големи камења, без имен и датум. Се заборавале како никогаш да не постоеле. Таков бил законот на русалиите. Според кажувањата, русалијски гробишта имало во атарот на селото Муртино, но најстарите жители на ова село никогаш не слушнале за нив. Тие сведочат за постоење на десетина огромни камења кои биле обележја на непознати гробови. Се наоѓале во непосредна близина на сегашните селски гробишта, но за жал повеќе не постојат. 80 годишниот Алекса Ѓорѓев од Муртино лично ги вадел камењата од непознатите гробишта. Тие камења се кој од кој век се поставени, јас се водел камења за продавано са го тасува лично тие гроби. И денес постојат таа камерата тие. Камења нема, камења се извадени веќе. И неговиот соселанец Димитар Гаврилов ги памети гробиштата. Предците раскажувале дека се гробови на големи луѓе. Имаше кој запомнаваме камења така големи камења турнар, сега тие по злато што надолат ископаа всичко, нема ништо, всичко скопано. Цариградскиот весник од 1846 година објавил текст за жртви при русалијска борба. Од тогаш наваму русалиите се борат само низ игра. Последниот русалија во Струмичко е Киро Наков. Починал пред неколку дена на 97 годишна возраст.